Почитувани, добар ден. Вие сте повторно со Црвена линија. Денес овој ден го одбележува и најавеното одмрзнување на цените. Но оно што може да се забележи дека веќе четврти ден граѓаните, односно потрошувачите, постојано ги складираат основните прехранбени продукти, плашејќи се дека цените ќе се вивнат високо. Но како и да е, денес се уште не се случи тоа. Токму затоа, Тео, и токму затоа денешната на што треба да комуницираме. Денешната главна тема ќе ни биде енергетската криза и војната во Украина ги дигнаат цените. Ќе се издржи ли од први до први? Ете така, веќе на самиот почеток стандардно ве подсетуваме што не смеете да пропуштите вечерва на телевизија Телма. Путин ја фабрикуваше историјата на Украина, а потоа ја нападна, што е заедничко со бугарското тврдење за Македонија дека е вештачка творба. Дали Бугарија ги диктира поделбите на историчарите во Македонија? Каква историја сакаме да учиме? Во топ тема дебатираат историчарите Тодор Чепреганов, Петар Тодоров и Митко Панов. Гледајте вечерва топ тема во 19 часот и 15 минути со Сања Васики. Така, тоа е вечер што не смеете да пропуштите, топ тема, а денеска Црвена линија со нас. Си знаете, пред почетокот на главното, ние си имаме најава на нашата анкета, на нашите социјални мрежи, да ве представиме, која денес гласеше: има ли потреба да се прави чистка по рафтовите, особено за тоалет хартија? Така, она за што сакаме да дискутираме со вас е секако дека енергетската криза, но и војната во Украина ги дигна цените. Ке се издржи ли до прве? Всушност, ке се издржи ли од сега па натаму? На 023076677 ве очекуваме да ни се јавите и секако да го кажете вашето мислење пред се како потрошувач. А на самиот почеток и подсетување со еден прилог кој што одеше во вестите на Телма во 15:30 часот. На терен излезе нашиот колега Петар Догов и еве што забележа во однос на одмрзнувањето на цените, но секако и стравувањето од покачувањето на цените на основните прехранбени производи. Рафтовите во маркетите деновиве беа испразнети, а цените веќе се одмрзнати. Од денес на сила е и мерката за замрзнување на маржите или разликата помеѓу набавната и продажната цена на трговските стоки. И тоа на 5% за трговците на големо, а 10% во трговијата на мало, за најнеопходните прехранбени производи. Од здруженијата и различните сектори се уште не знаат како ова ќе се одрази на нивните бизниси. Луѓето пак секој со својот есап, но стравуваат од ценовни шокови. Сепак не сметаат дека треба панично да се празнат продавниците и да се полнат резервите. Такав шпагети да купам, нема шпагети, сакате. Значи се ствара паника и луѓето масовно купуваат. А не сме свесни ако се случи, не дај Боже, како во Украина што е. И шпагети ќе оставиме дома, се ќе оставиме да спасиме глава. Владата пак тврди дека нема панично создавање залихи од страна на купувачите, туку некои трговци самите си ги повлекле производите од рафтовите. Целта им била денес да ги вратат назад во продажба и тоа со нови цени. Заради тоа државните пазарни инспектори постојано се на терен и прават инспекции. Од последните проценки се утврдило мало зголемување на цените и тоа кај месото. Но луѓето сега се организираат со позатегнати домашни буџети заради целата состојба во моментов и лошите прогнози. Пазарџиите велат колку можат купувачите, толку и ќе се купува. Но некои трендови во економијата трајно влијаат на животниот стандард. Следуваат поскапување и на основното, лебот, но засега од коморите не прецизираат за колку денари. Во моментов се прават пресметките. Сепак од бизнисот смируваат дека поскапувањето нема многу да удри по джебот на купувачите. Според најновите проекции на ММФ, трошоците на живот годинава ќе се зголемуваат повеќе од првичните проекции. Односно инфлацијата годинава се проценува дека ќе достигне 4,3%, што е повеќе од минатата година, кога заврши со 3,2%. А сега повторно сме во студиото на Црвена линија, она што е најважно дека и денес имаме анкета. Така, ако може само чисто вие да се видите, мал подсетник за после рекламите се крајните резултати, како што веќе сте информирани од нас. Пак ја повторам, има ли потреба да се прави чистка по рафтовите, особено за тоалет хартија? Да, не. А секако има потреба и да го вклучиме денес првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден.
Зборувајте погласно и да го слушнеме вашиот став околу денешното одмрзнување на цените. Дали вие можеби имате потреба да складирате основни прехранбени производи и кој е вашиот став? Јас стално купувам од Битола сум, Чадаровски Игор од Битола. Јас купувам веро од сите програми, од сите маркети и не ми стига доволно пари. Основни продукти, компири, мориз, грашок, граф, јадам, млеко, јогурт. Сето купувам, ми е скапо. Па, Така, верувате ли дека ќе има драстично покачување на цените? Заради, само ќе поврзам со војната мирно решење, се бара мирно решење. Порано, живеачката беше по-мирна, по-уба, по-сладко за живење, татко, мајка, нашите дечиња, жените, ни дозволуваја ни по-убав живот, а војната е тешка. Војната е потешка. Цените да енергетската криза, енергетиката, јаглен мазут нема толку, е поголема. Така? И сметате ли дека ќе се издржи од први до први? Очигледно се исклучи гледачот, Но затоа имаме следен гледач. следниот. Така е. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Денес зборуваме за енергетската криза и секако војната во Украина, кој што ги дигна цените на пазарот. Прашањето до сите нас, па и до вас е дали ќе се издржи од први до први. На 023076677 секако ве очекуваме да ни се јавите. И она што е најважно и веќе потсетиме дека последниве 4 дена се забележа навалица на потрошувачи кои што постојано складира, така и ги нарекуваат складирачи, основни прехранбени продукти. Некои од маркетите дури се заштитија така што на некој начин наредија да потрошувачката се држи до одреден лимит, значи до 5 литри или до 5 килограми, без разлика дали е брашно или зетин. Да, а покрај тоа, што е тоа што го слушам? Така, нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако може малку погласно, во црвена линија сте. Добар ден, не погласно ќе зборувам. Ништо не треба паника со ова што се дешава во продавниците, што се случува, тоа е ништо. Меѓутоа има една работа. Владава треба да преземе се да најде начин како во Хрватска, како во другиве околни земји, да намали акцизите на горивата. Иначе без да се намалат акцизите на горивата, намалување на цени не може да има. Тоа се енергетски проблеми, тука се превоз, други работи. Затоа владата не треба да биде во таква полза да не може да и намали цените, мислам, акцизите на горивата или да се најде некој начин преку горивата. Иначе сите овие работи што се случуваат за цените, тоа се проблем горивата и превозот и други работи, затоа што таа роба не иде све од кај нас, иде подалеку, па нормално тие си имат своји, затоа еве Хрватска најде начин ги укина акцизите за горивата, така мислам дека и Србија и Косово ги укина акцизите на горивата, нашиве не мислат на тоа. Таде предлог нешто ВМРО, ако им успее, нешто ако не, овие одат на нивна глава, не можам да разберам. Толку бидете поздравени и пријатно на маржите ќе ги контролира цените и нивниот раст? Остануваат уште 3 секунди, но најверојатно гледачот се исклучи. Одиме со преми на социјалните мрежи. Токму така, ја да ве подсетам прво, покрај тоа што ние ќе прашаме дали ќе се издржи или до први, секако и го прашуваме прашањето од нашата анкета, има ли потреба да се прави чистка по рафтовите, особено за тоалет хартија. Нормално кога ќе се јавите го очекуваме и тој одговор од вас. А сега пак да ве подсетам како вие нас може ни се вклучите преку нашите социјални мрежи. Црвена линија на Инстаграм, црвена линија на Твитер и најважно, според мене, црвена линија на Фејсбук.
во порака, односно меседж, исто така и тема на денот во коментар, можете да ни пишете, да ни изразите вашиот став, вашето мислење за нашата главна тема, и некојаш кога имаме тема плюс, секако и за анкетата, ако ви се допаѓа, а највеќе ве очекуваме на телефонскиот број 02 307 6677. Ве очекуваме, задзвонете па да ве слушнеме. Цените се одмрзнаа, тоа е факт. 1 март беше последниот рок, но уна што ги охрабрува потрошувачите е секако дека ќе биде воведено ограничени маржи, односно воведување на ограничени маржи на основните прехранбени производи и дека нема да има драстично поскапување на цените. Исто така ќе нагласиме дека инспекторите се деновиве на терен и контролираат трговската маржа на големо, како и на трговијата на мало. Така, тоа беше знак дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, како сте? Мео добри. Милоне. За енергетската криза и за криза воопшто на цените. Така, и војната во Украина, цените. Војната во Украина, тоа е злосто што се прави, ама за цениве ме интересира. По улициве се возат возила едно до друго. Значи народот има пари. Цигарите сега скапаја пред една недела по 10 денари, па никој не се бунеше, за лебо сега за 2 денари, 3 денари се буна. Не можем да осватам овај народ каков е. Коли се возат, секој сам в кола е. Охшите распон 3 километри, секој со кола е. Кафето по кафичите, та скупијата охшите по 90 по 100 денари, кафаните преполници, касина на преполници. Значи, која е криза? Да, и За лебо 2 денари? Да, и со сите овие кренати цени, дигнати цени, дали мисли дека лесно ќе се издржи од први до први? Јас мислам дека ќе се издржи, нека ги остат телефоните. Јас, например, плаќам струја 2400 денари, сметка за телефон плаќам 4800. И сега да се бунам дека струјата е скапа. А оние што имаат најниски примања, има голема категорија на луѓе кои што се во таква состојба? Најниски примања, јас гледам луѓе што имаат сплати 18-20 илјади, влегуваат во Нептун и земаат телефони на кредит од 1500 евра. Времето за жал истече. Благодарам што го споделивте вашето мислење со нас. А сега да вклучиме уште еден гледач. Да. Добар ден. Добар ден. Ало? Да. Во црвена линија сте. Ало, добар ден. Добар ден. Намалете Добар го ден. тонот на ТВ приемникот. Вака, прво да кажам дека нафтата и струјата штом се качуваат, стандардот на граѓаните ќе паѓа, ќе рипаат цените и владата треба да им помогне на најсиромашните со ваучери за струја, ваучери за лекови. Во врска со Украина да кажам, колку и Западот да го бранат луѓево, вистината е една единствена. Зошто постои НАТО кога не постои Варшавски пакт? Тоа е суштината на проблемот. А во однос на темата и цените? НАТО, после Варшавски пакт немаше да има војни ни во Сирија, ни во Југославија, никаде. Па ни онаа 2001 што не ја наместија со Косово. Но Еве би ве замолила да го искористите и вашето време да ни откриете кој е вашиот став односно одмрзнувањето на цените, замрзнувањето на маржите и секако верувате ли дека ќе се издржи од први до први? Само да докажам ако може. Може секако. Значи, Само да се држиме на темата, ве молам. оваа криза, ако потрае во Украина, и ќе потрае и кризата на економијата, односно ќе растат цените. Сега, тој Зеленски што е ставен од американците, ќе продолжува војната, таква наредба ќе добие, а потоа ќе го спасат со авион, а не само што ќе гине народ во Украина, туку целиот свет ќе страда со повисоки цени. Благодарам што го споделивте вашето мислење и сега се разбира во продолжение вклучуваме следен гледач. Така е, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Видете, мислам дека ние сме народ кој само многу паничи.
Добро, зошто? И нема да има некој драстично поскапување од она што и да се случи. Но не знаеме ние да ги дотераме трговците на памет. А како? Оставете ги, нека качуваат цени, не купувајте, не правете залихи, нека пропаѓа робата по продавниците и на тезгите, ќе видите како ќе почне да паѓа цената на робата. Не можете вие во сред зима да очекувате дека вас радор градинарските производи кои се одгледуваат во оранжери, ќе ги купите за ефтини пари. Никад не сме ни купувале усред зима домати за 50 денари. Така и сега нема да биде. Или да ќе земете да ќе за месото. Зејтинот, шеќерот и брашното се најмногу производи кои што ги купуваат деновиве. А пазете, знаете, овие што живеат во градот се утепава од месење со брашното, го користењето. Значи, се утепава работејќи они домашни производи од брашно. Меѓутоа, што е од ова наравучени да направиме? Пазете, јас дома си садам кукровиц. Еве сега си спремам расат патлиџани и пипер, таква работа. Ајде да почнеме сите да се враќаме кон она исконското, да почнеме да си ја произведуваме храната, да се научиме. Па да видите дали ќе биде скапо на пазарите. Но кога сите се собрали у Скопје, а нивите и земјата од кај што потекнуваме останале празни, Истече времето, благодарам што го споделивте вашето мислење со Црвена линија и сега го согледачите на нашата емисија. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди одбројуваат. Добар ден. Добар ден. Еве уште еден обид. Добар ден, Црвена линија. И додека го добиеме гледачот, ве молам ја пак ја потсетам, држете се на темата. Пак ја кажам, добар ден. Добро, еве во продолжение, за да се обидеме уште еднаш, предност имате сега како вием, да, се слушаме. Во Црвена линија сте, добар ден. Добар ден. Значи вака, енергетската криза мислам дека не може да се спореди сега, бидејќи тоа беше уште пред да избие војната Украина, така да не знам, ова е само некоја манипулација. Ние уште пред тоа си имавме криза, што си имавме, меѓутоа еве има снег, има вода, ќе можам да сватам како и сега може да биде криза со енергетика, еве гледате колку имаме снег, гледате завеани села, гледате тоа се, не знам да кажам која количина на вода кој ќе почне да се топи и негдека сигурно се топи. Така да нас како не манипулира ова функционериве, државава, како не манипулираат народот, како не знам некој каков израз да го кажам, ние ништо да не знаеме и да не сме работеле негде и нешто и да не сме живееле како што живееме овдека. Значи, ова е само една голема манипулација со народот, ова и не прават како што не прават, како што ќе ни кажат, како рекла мама работата, а како ќе издржиме и што ќе издржиме до први секој тоа се знае. Значи сега е стварно, уопште Украина не ја ставам денек од кога е дојдена дека има, ние имаме пред тоа криза, еве сега стават маржи. Која маржа од 5 до 10%, па тоа е многу вре. Значи тука треба, например, за прехранбените најосновни производи да нема прво ДДВ. Значи, ако сака да помогнат на народот, бару на најосновното да... Истече времето, но сепак благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Но ите Црвена линија излезе и на улиците на Штип, па еве што велат граѓаните за новонастанатата состојба со цените. Држи од први до први се одмрзнаат цените? Нема шанси да се... Нема шанси да се остане. Дека можеш со 11.000, колку можеш да постигнеш? Скапо е превише, не се живее више со ова. Се е скапо. Поскапени е лево, ново е поскапени. Ново работа се поскапени. Дека можеш да останеш на врнава. Не можеш ништо. Па не знам, изгледа скапи. Не знам ништо за нови цени. Па лево покажен, зејтино покажен. Се живо. Прехранени. Може да се издржи до први со вашите примања? Не, нема шанс. Не можеш само режиите да ги платиш. Режии да платиш. А каде е јадењето? Сметките додека платим и се вршат. Имам студент тука у Штип. За него мора да има пари. А треба ли да се чистат рафтовите, па посебно и тоалет на хати? Не би требало, но народ да го прави. Не. Не, мислам дека не.
Идеме со наш следен гледач. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавува еден гледач со 6.000 социјална пензија и не знам ние што се жалат тие што имат над 10.000 и 15.000 пензија. Што ние ќе правиме? Така, за... Понатаму секако би го искористиле вашето време. Што би додале? Сметате ли дека ќе се издржи од први до први? Најверојатно ни се исклучи гледачот, ќе ве охрабриме повторно да го завртите нашиот телефонски број. Но затоа имаме нов гледач. Добар ден. Добар ден, да. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот и секако внимавајте на тајмерот од 90 секунди. Тоа е златното правило во црвена линија и секако колку за подсетување да се држиме до темата и секако би сакале да го слушнеме вашиот став. И нормално без навреди. Така, одиме и со читање на коментари, додека очекуваме да вклучиме следен гледач во црвена линија. Додека го добиеме нашиот следен гледач, да прочитаме коментар од Ели на црвена линија. Добро. Ќе почекаме. Идеме со коментарот од Ели, кој гласи: тешко и се потешко е, ама човекот опстанал толку векови и сега ќе опстане околу главната тема. Благодарам, Ели. А добар ден до следниот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Да. Одлично, ве слушаме, повелете. Вака се енергетската криза и војна во Украина. Што нас плани смета? Кога кај нас немало криза? Дали за времето на Бранко Црвенковски или за Зоран Заев или сега овие Ковачевски? Стално кога се они на власт, стално има криза. Пред тоа и испуштаа луѓето. Да, ве молам само без споменување на имиња. Сега не уништија скроз. А како дани тие што се во власта нема криза никогаш, не е имало криза. Стално нивните деца, еве сега се гледа по на Заев детето, имал за струја фирма таму некоја... А сега црвената линија ве моли да се вратите на темата и кажете ми дали сметате дека новите мерки ќе го стопираат покачувањето на цените? Дали ќе останат на ова ниво на кое што се? И дали ќе се издржи? Како и да биде народот чиме без пари ќе осете криза? Пензиите се многу ниски, социјалните случаеви се многу ниски, има многу невработени. Шо и да прават тие што осетат голема криза се додека се вие? Треба да се тргнат вие од власт, да не гледат само зани од фондот за иновации ги исцрпија парите, од секој буџет гледат да ги исцрпат парите и за тоа народот страда и за народот нема никогаш пари. Па за флизерници, за магариња, за шо ли не дават пари, трошат, тоа се народни пари исто. Од мене таму има, од ДДВ таму што се збират парите. Зошто ги трошат така без веза? Нека ги делат за плати, тие што се пониски плати, нека ги делат за пензионерите, да немат ниски пензии. Оти секој пензионер што е у пензија. Времето истече за жал. Истече времето, но сега е време да погледнеме што мислат граѓаните на Тетово. Уште прашувате, свека вечер, свако сабајле. Цените нагла идат, пати нема, работа нема, млади нема, побегува свите. Сега Бог ни е на помош, никој друг. Па заради ситуацијата може да е потребно. Не се знае како ќе се продолжи понатаму и тоа не е баш едноставно, ни луѓето не знаат што да прават. Цените и така се дига секој ден и веќе не е лесно. Тоа што е неопходно треба да се допират, иначе не е во ред со овој стандард што го имаме, да имаме такви цени. Постојано се поскапуваат цените, што мислите, може ли да се издржи од први до први? Не може да се издржи. Никако, ич. Не би требало да ги одмрзне. Треба да продолжа барем до 6 месец. А може ли да се заштеди некој денар во месецот? Заштеда нема, заштеда. Со ова поскапување, бога ми, не знам. Ова секој месец само тие ги покачува цените. Тешко. Ама научени смо више со тоа тешко, нон-стоп. Се нешто се случува и више народот може и научи више на ова. Може ли да се заштеди? Да се заштеди тешко. Скромен живот, да, ама
се поише со замање на кредит. Повторно сме во студиото на Црвена линија и ни јавуваат од режија дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Сакам да кажам само накратко. Енергетската криза, мислам, како и порано, била многу, наравно, имало и пат и гајање, тоа си е војната во Украина. Тоа се стварно е жално, али нека се сетите овај предпоследниот гледач, дека за времето на господинот премиер Заев, дека колку пакети имаше, толку се неблагодарни нашиот народ и за ваучери за летовање и ваучери за јадење. Што значи некој да ти даде цела година да имаш јадење? И уште не е задоволен народот. Тие, мислам, ние сме научени. По сиромасите, наравно, по сиромаси. Мислам, сите сме едно, али имат и повеќе. Али, сакам да кажам дека овај народ никој пат и да му се дај поќе, никој пат не е задоволен. А како го објаснувате празнењето на рафтовите и купувањето во огромни количини на основните прехранбени продукти како зетин, брашно, шеќер? На што се должи тоа? Па и тоалетна хартија. Да ви кажам дека и за време на епидемијата така бевме вознемирени, сите кревавме. Мислам колку што можеш. Сега секој домаќинство сака да си има, наравно се плаши дали од војнава, дали ќе поскапи, дали ќе онакви. То може и некој ќе сгреши, затоа што не се знае како ќе бидат и цените. Тука не можеме да знаеме, али мало. Времето за жал истече, ве молам припазите на тоа, а сега идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Имате 90 секунди, секогаш внимавајте на тајмерот, не случајно ве подсетуваме и најважно правило, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, подобро да се слушнеме. Додека го добиеме нашиот следен гледач, мислам дека е време да видиме анкетата за граѓаните од Скопје, што размислуваат околу нашата главна тема денеска. Добар ден. Добар ден. Лебот поскапе 5 динари, дали знаете? Па еве сега купив леб. Колку пари е? Сега беше 22 дена, сега 27. Дали е оправдано тоа што се одмрзнаат цените? Дали е оправдано? Па како е оправдано бе оправдано? Нема оправдано вовдека. Ова е чиста мафија бе. Секако дека не требаше да се одмрзнат цените. Меѓутоа тоа е политика некоја на овдешната ситуација, така да воопшто не е добро. Дали денеска разбравте дека лебот ќе се покажи за 5 денари? Да, синаќа на вести, да. Лебот поскапе 5 денари, дали знаете? Не јадам леб. Дали енергетската криза која имавме претходни со војната од Украина, цените кидат уште повеќе? Дефинитивно да. Дека војната, тоа не. Па и пред тоа се качуваат цените. Дали треба да се празнат рафтовите, особено тоалет хартија? Не, таму да работи па тоалет хартија па. Не, никако. Никако. Дали ги оправдувате луѓето што купуваат тоалет хартија за 4-5 месеци однапред? Не. Не оправдувам така, ама тоа е. Народот сака да се снајди. Не е правдано тоа, ама тоа си... Кризата таква да решиш може, што да правим? Никој не може да решим. Јас рекол дека тоа е се виновно е политичарите прават. Се што се прави, се политичарите прават. Не треба, ја не знам зашто е тоа. Па кај луѓето владае паника, дали е тоа... Не треба толку да паничиме. Ништо не би требало регуларно се да иде, затоа што ние не можеме, немаме толку материјални средства за да ги полниме, например, шкафовите, подрумите за оваа криза. Не, треба, мислам, да бидеме коректни и да земаме колку ни е потребно. Така јас си правам. Што ми е потребно, то си земам најнормално. Ви благодарам многу. Гледајте Црвена линија денеска во 16 часот и 15 минути Телма телевизија. А повторно сте заедно со нас, со мене и Тео, и вклучуваме следен гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да. Во Црвена линија сте, повелете. Добар ден, Телма. Добар ден, Црвена линија. Добар ден на вас и на сите ваши гледачи. Благодарам. Голем поздрав и до вас. Енергетската криза, војната во Украина
па и здравствената, да не ја заборавиме, секако дека влијаат на цените. Но и покрај навистина многуте кризи кои истовремено ги трпиме и влијаат директно на цените, на сите услуги и продукти, состојбата не е така лоша и никако алармантна како што некои сакаат да ја прикажат. Сите ние имаме причини да бидеме загрижени и незадоволни, но за волја на вистината мораме да признаеме дека како никогаш досега државата не помагала толку и тоа на сите слоеви на граѓани и на целото стопанство. Значи, не е така страшно и оваа моментална криза на празнење на рафтовите, што ја не приметив дека е таква исто алармантна, набрзо ќе заврши и ќе се регулира. Благодарам. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. А Тео, сега е време за едни кратки реклами. Се вративме после кратките реклами, а сега, како што ветивме на почеток на емисијата, да ги покажеме крајните резултати од нашата анкета, која гласеше: има ли потреба да се прави чистка по рафтовите, особено за тоалет хартија? За да 17%, за не 83%. Убедливи 83% за не одговорија на анкетата, а секако во продолжение ќе се обидеме да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. А пред да приклучиме следниот, имаме во очекување сме порака, и на коментарите, така да има коментари на Facebook Црвена линија. Сега среда, видиме дали го ќе се види. Идеме порака. Сакале, не сакале, секој ден ги сака Русија и Путин. Џабе везете. Така, она за што зборувавме денес, енергетската криза и војната во Украина. И секако ќе ве подсетиме дека до крајот на ова денешно издание секој ден сме од 16 часот и 15 минути веднаш по вестите. Не пропуштајте. Чао, чао.